Почитувам председател, ќе бидам прилично краток. Почитувани колеги пратеници, почитуван представник на Министерството за надворешни. Ако на првата точка се јави која што беше поврзана со довербата, градење на доверба со нашите партнери, овде само ќе дадам еден мој осврт на точката 3.5 од договорот, која што е во ред, меѓутоа што произлегува од неа да видиме. Значи, вика интервенција или авторитет кој што ќе донесе одлука практично за интервенција во случај на Renegade, значи на одметнат авион во воздушниот простор, и тука не се мисли на воздухоплов воен, туку се мисли на цивилен, кој што би го контролирале одредени ентитети кои што не соодветствуваат со авторитети на држави. Тука е посочено дека останува авторитетот на националните држави. И вика да понатаму се регулира со билатерален договор, бидејќи ние немаме воздухоплови за таква намена, нити имаме воздухоплови за air policing. Немаме ни противвоздушна одбрана, и тоа треба јавноста да го знае. Значи, контролата на небото се остварува и со воздухоплови, меѓутоа и со противвоздушна одбрана. Практично воздухопловната компонента на армијата на Република Македонија е уништена, и тоа треба да го знае јавноста. Зошто е тоа така? Тоа е можеби тема за друга дискусија. Меѓутоа, ќе се поврзам со билатералниот договор со Република Грција, кој што не е склучен за патрулирање на небото. И таму во тој договор, во членот 3 исто, точка 3.3, вика како извршни агенции за спроведување на договорот, од наша страна се наведени единици и формации кои што веќе не постојат во армијата на Република Македонија. Практично дел се изгасени, дел се преименувани. И исто го кажува во членот 3, од точките 3.5 до точката 3.7, во делот на употреба на воздухопловите и други закани, каде што е предвидено дека ангажирањето се врши врз основа на одобрение од двата авторитети, останува нејасно кои се тие авторитети. Значи, го разложивме до и овој и претходниот договор. Во двата договори ние ги немаме дефинирано кои се тие национални авторитети, кои што би можеле тоа да го одлучат. Значи, како што реков, одметнат авион, да речеме пон со патници, хипотетичка ситуација, кој што има некаква цел. Прашањето е кој е тој авторитет во Република Македонија што ќе донесе одлука за тој авион кон тој авион да бидат применети мерки, односно да биде на некој начин неговото дејство во Република Македонија да биде неутрализирано. Тоа е првата работа. Кој е тој авторитет? Јас не знам дека постои таков авторитет во Република Македонија и мислам дека таков авторитет треба да се создаде. Ако не е до сега создадено, да апелирам, имаат Совет за безбедност, нека организираат, нека се договорат. Знаеме дека станува збор за техника која што и ситуации во кои што мора многу брзо да се делува и да бидат процедури за таа работа. Кој во даден момент практично го стиска копчето за да тоа се случи. За жал, јас не сакам да дојде до таква ситуација, меѓутоа и договорот не обврзува, а и треба како држава да имаме таква процедура разработена. Тоа е првата работа. И втората работа е, бидејќи веќе имаме склучено со Република Грција таков договор за чување на небото, за air policing, прашањето е дали, од етичка гледна точка, дали вооружените сили на Република Грција ќе постапат по тоа барање, ако дојде ред со нешто. Така да толку би имал поврзано со тоа. Ви благодарам.